Добре, криптоентузијасти, во уште едно видео за Altcoin Вести. Како и секогаш на самиот почеток мораме да го пофалиме повторно Анџело Стојановски, значи дечкото е феномен во однос на помош на посебно оваа тема. Значи голем дел од вестите доаѓаат директно од него, така да секоја чест момче, ти благодарам многу, нормално продолжуваме со соработката понатаму, посебно на оваа тема. Со тоа што нормално ова е петочното видео, остануваат уште сабота и недела, тоа е лайвстримот за лов на врв, кој што ќе биде во сабота во 10 часот, и недела специјално неделно видео Black Swan настани потенцијално кој што може да се случи во 2025 година. Така да оваа недела беше фул, значи направивме се што можеме да обезбедиме што може повеќе информации и едукација за македонската нација. Поточно кажано, повеќе работа направивме од Сител, Канал 5 и Алфа заедно. Но како идеја, значи работата понатаму продолжува. Мала шала, никого не убила, нели на крајот од денот ќе им помине, кога не сакаат да работат за информирање и едуцирање на македонскиот народ, ќе ги рибаме на нашиот канал. Сега, значи како што кажуваме, денес ќе разговараме за Altcoin Вести. Со тоа што пред да почнеме со истите, нормално како и секогаш, само на кратко да напоменеме некои битни работи кои што се случуваат на нашиот канал и што може да очекувате наскоро. Меѓу кои првата и најбитна работа за која што повторно ќе ве замолиме, доколку сакате да присуствувате на нашето предавање во Велес. Тоа е на 9 февруари во 5 часот попладне, значи би ве замолил многу лесно на нашата страна, значи кога ќе дојдете на нашата криптогемиџија страна, на самиот врв овдека во featured стои, само да ви покажам, еве како изгледа, значи upcoming event, тоа е настанот кој што е организиран со цел да имате директно информации за се што ќе се случува на овој настан. Така да би ве замолил да го пријавите вашето присуство на овој настан, затоа што на тој начин се што ќе објавуваме од сега па натаму околу локација, како да дојдете, каде да паркирате, се што ќе се случува на настанот, ќе биде објавувано на овој таб. Така да доколку заследите и доколку ставите дека ќе присуствувате на истиот настан, нормално, се тоа што ние ќе го објавуваме ќе ви стасува како нотификација на Facebook. Дополнително ќе ни дадете прилика идеја колку луѓе очекуваме. Погледнете, значи имаме 150 луѓе кои што ќе дојдат. Значи да не дојдат сите и макар 100 да дојдат, за мене тоа ќе биде огромен успех. Значи ова е, пак не забравяйте, неофицијално ова е митап, средба, каде што ќе се сретнеме да поразговараме како заедница. Значи на крајот од денот предавањето е направено со цел да имаме полза од се тоа, кога веќе сме на исто место, нели да направиме нешто интересно, знаете дека за зборување кај мене не е проблем. Така да после ова предавање од 5 часот попладне ќе имаме кратка сесија на прашања, се што ви интересира околу темата, надвор од темата може да си прашате, а потоа продолжуваме нормално со еден интересен бенд локален кој што ќе свири и нормално ќе се подружиме како заедница. Значи поентата е да поминеме време заедно, кога веќе не можам да бидам постојано во Македонија, кога ќе дојдам да го направиме ова да биде нели за паметење. Така да повелете бесплатно, нема резервации, нема карти, нема ништо, повелете слободно, дојдете на овој настан 9 февруари 5 часот попладне. Официјално веќе имаме датум за 8 часовниот лайвстрим за Altcoin техничка анализа, ќе биде на 1 февруари. Требаше да биде јануари, но премногу содржини, затоа го преместивме на 1 февруари. Во текот на последните 2 недели имаме доста интересни содржини. Посебно имаме, нели, како што кажавме, во последната сабота од овој месец, ќе имаме лайвстрим со, тоа е 25 саат, ќе видам дали е последната, да не ве лажам. Значи последната сабота, да, значи последната сабота од овој месец ќе имаме лайвстрим со Криптофил, кој што ќе биде направен од типот на прашање од заедницата, така да ќе бидеме заедно уклучени, ќе пробаме нормално и ќе оставиме на вас да не прашате се што ви интересира. Значи оваа сабота ќе направиме во текот на утрешниот ден краток тест, чисто да видиме дали се ќе функционира, дали ќе може да не слушнете двајцата, значи поентата да видиме дали сме технички спремни за следната сабота да го имаме организирано ово. А овој 8 часовен лайвстрим ќе биде легендарен, сум сигурен. Истото беше и со претходниот 6 часа, значи очекувајте 1 февруари. Букирајте си на календарот, земете си мезенце и алкохол доволно и ќе анализираме алткоини до смрт. Така да видиме дали можете вие, јас можам. Ајде баш да видиме. И нормално, поголем дел од овие настани, како што веќе спомнавме, посебно како настанот во Велес, како криптоконференцијата која што ја планираме во Македонија, се спонзорирани од нашата Patreon заедница. Patreon заедницата е практично организација на професионални инвеститори од Македонија кои што членуваат на оваа наша апликација, каде што со членството во истата за мала надокнада која што нас ни помага да ги организираме овие настани, како и нормално да
Понатаму правиме уште покреативно, да речам, средби со заедницата, посета на конференции и така натаму. Значи за возврат ги добивате нашите материјали. Порано, значи додека остатокот од да речем заедницата ги гледаат овие вести моментално во 6 часот попладне, неколку часа порано беа доставени до нашата Patreon заедница, некогаш и неколку дена порано, зависи како имам време да ги направам овие материјали. Не заборавајте, значи 7 дена 7 материјали. Пак кажав, значи ни Сител, ни Канал 5, ни Алфа не ви ги даваат овие работи, но пак, значи кога станува збор за македонската заедница, Гимиџијата работи без прекин. Сега, втора работа која што може да ја добиете со членство на нашата апликација, се овие, како што може да видите, групи, каде што поголемиот дел од нашата заедница, повеќе од 300 членови, активно придонесуваат со меѓусебни информации, едукација, значи различен тип на да речам анализи. Овде ќе имате одговори на прашања, било кој што и да постави прашање, може да видите дека луѓето се овдека секогаш да одговорат. Некогаш има и по неверојатни 30, 51 одговори имате овдека. Значи само сакам да кажам дека заедницата е многу активна. Дополнително овдека го имаме и каналот на Криптофил. Гледаме дека Криптофил постојано ни помага со како наш братски канал со нови материјали за yield farming. Овдека ги имате директните пораки до мене кои што јас ги одговарам еднаш дневно. 1 на 1 групата која што е за директни сесии со мене. Со тоа што на крај, значи се договоривме оваа недела која што доаѓа на 20, само да видиме точно кога. Значи договорот беше да го направиме тоа на 23 први, значи имаме посебен тип на тоа е лайвстрим на Microsoft Teams, кој што е наменет само за нашата Patreon заедница, со цел да можеме да разговараме за сите проблеми кои што ги имаат, сето тоа што го имаат како прашање, каде што и јас и целата наша заедница помага во одговарање на овие прашања, така да тоа е уникатен лайвстрим. Сите оние кои се дел нашата Patreon заедница уживаат во него, верувајте ми, е доста како да кажем интерактивен со нашата заедница. Така да повелете, станете дел од нашата заедница и на тој начин нормално ќе ги имате сите овие бенефити, а ние ќе можеби понатаму уште подобри, уште повеќе да произведуваме едукација за македонската нација широм светот. Дополнително имаме и Крипто Гимиџија кооперацијата, нормално двете апликации се направени на барање на заедницата. Ова е така наречена мала продавница со Гимиџија артикли, каде што моментално ги пуштивме во предпродажба до 1 февруари. Ова се двата иницијални артикли. Тоа е ова маичка, значи ова е предна задна страна и ова е блузонот, каде што моментално на двата имате околу 10% попуст. До 1 февруари кога ќе ги пуштиме нормално овие два продукти во производство и достава до оние кои што досега успеале да нарачаат. И нормално двете апликации можете да ги најдете многу едноставно во дескрипција на било кој од нашите видеа. Ова е линк до Patreon апликацијата, ова е линк до Facebook страната Крипто Гимиџија кооперација. Така да со тоа завршуваме со овој иницијален блок каде што објаснуваме нели што се случува на нашиот канал пред да почнеме со Altcoin Investите. И секогаш ние за Altcoin Investi користиме некои интересни индикатори да ни покажат каде се наоѓаме во Altcoin сезоната. Нема да навлегуваме премногу во анализа. Анализата ќе оставиме за утре вечер за лов на врв, каде што ќе разговараме подетално околу Altcoin сезоната. Овдека само генерално покажуваме што се случува моментално. Со тоа што гледаме дека на овој индекс за Altcoin сезона се наоѓаме на 55. Значи, ниту биткоин, ниту пак алткоините имаат нешто посебно, да речем, аутперформанс, како што може да видите овдека, со тоа што повторно не заборавајте дека ова е само почеток на алткоин сезоната, допрва ќе видиме добар перформанс на алткоините, посебно после вестите кои што ќе ги слушнете денес. Како и секогаш споредуваме за тоа како напредуваат проектите преку CryptoMeteus, значи ова е посебна страна која што ни покажува колку GitHub commits имаат сите овие страни, каде што можеме да видиме на годишно ниво дека како и секогаш, значи истите шампиони се на прво, второ, трето, Cardano, Ethereum, ICP, со нели доста познати проекти натаму како што може да видите и сами, на неделно ниво и понатаму, значи стандард без промаши, тие се таа екипата, нема бегање, каде што Ethereum е на прво место, ова зборуваме по core development, значи по развој на самиот блокчейн, основата во оваа ситуација, не на неговиот екосистем. Ethereum, Cardano, Cosmos, ICP, Polkadot, стандардна екипа, додека кога станува збор за развој на екосистемот, значи Ethereum, Polygon, Arbitrum, Cosmos и Binance. Binance и Arbitrum се овдека нови, иначе останатите се редовни во овие топ 5 позиции, со тоа што постојано се менуваат, овдека може да ги најдете многу често и Cardano и Polkadot и ICP,
Така да таа екипата што највеќе работи без промашај. Со тоа што е многу битно, значи ја секогаш како да речам еден од оние добри знаци за тоа каде се наоѓа генерално алткоин сферата, го користам овој Crypto Market RSI Heatmap, каде што може да видиме многу јасно дека најголем дел од алткоините до пред само неколку дена беа во долниот квадрант на препродаденост. Што значи дека само што почнаа да се движат нагоре, се наоѓаат поголемиот дел од нив на неутрална вредност од околу 50, што значи дека допрва треба да видиме скок и нормално доволно се оладени индикаторите на алткоините во последниот период, што можеме да видиме дека веќе почнуваат потенцијално да се движат нагоре. Така да ова е крајно позитивно за нас моментално, посебно за оние кои што ја искористија оваа корекција максимално и кои што сега нормално ќе го добијат бенефитот од тоа што веруваат дека не е крај на бул маркетот како што ние постојано зборувавме. И да не забораваме, значи нашата заедница активно работеше на максимално искористување на оваа корекција. Значи имавме огромен број на техничари, огромен број на луѓе кои што помагаа со вести, за едноставно поголемиот дел заедницата да свати дека ова не е крај на бул маркетот, ова не е крај на овој циклус. И нормално целата заедница моментално Patreon успеа максимално да искористи оваа корекција. Така да нека ни е честито на сите. Значи верувам дека уживате во овие зелени денови, посебно кога знаеме дека сме биле во право и дека анализата и заедницата пред се помага да ги донесеме овие правилни одлуки на пазарот. Сега, првата и најбитна вест која што мораме да споделиме со вас, која што е само 9 часа стара, значи е дека Трамп уште на самиот прв ден планира да донесе executive order, тоа се така наречени посебен тип на наредби во Америка, кои што му даваат на претседателот со негова лична наредба да прави промени во законодавството. Значи во оваа ситуација он практично наредува дека одредени, да речем, действија треба да бидат превземени или пак одредени права треба да бидат испочитувани или на некој начин интегрирани, со тоа што во оваа ситуација зошто е тоа толку битно погледнете, значи ова е нормално од луѓе кои што се познаваат, да речем, во оваа сфера доста добро и не заборавајте, доаѓа од луѓе кои што се блиски до новата администрација која што влегува во Белата куќа на 20 јануари. Значи да му кажеме чао на гериатрија Џо, Блинкерот и останатата LGBTQ екипа, конечно не би рекол нормални, но барем делумно нормални луѓе влегуваат во оваа недвижност. Така да битно што треба да напоменеме е што дека со оваа иницијатива, односно Executive Order наредба која што ќе ја направи, се, погледнете го што ви го зборував, креира крипто совет. Значи повторно, не мора да значи дека ова ќе се случи, ова е она што моментално се зборува дека се очекува. Значи тие на некој начин вести кои што доаѓаат, каде што Трамп самиот по себе изјавил дека крипто ќе има свој приоритет, дека крипто ќе биде еден од главните приоритети на неговото претседателство. Ова сме го видели многу пати до сега и ова со овие, да речем, вести се потврдува. Ако ваква наредба дојде, каде што вели уште на самиот прв ден, со оваа наредба ќе почне креирање на криптосовет од лидери во криптосферата во Мурика, кои што треба да помогнат во што? Во креирање на првенствено законодавство, а потоа и поволна атмосфера за враќање на криптобизнисот назад во Мурика. Значи моментално се обидуваат да привлечат што може повеќе криптобизнис да се врати во Мурика после 4 години, како да кажем, екзодус. Дополнително, вели, со оваа иницијатива или да речем, наредба, значи се очекува дека веднаш ќе го укине САП 121. Тоа е не е ни закон, туку тоа е буквално подзаконски акт донесен од Комисијата за хартија од вредност, односно од Гери Гангстер, заедно со гериатрија Џо, со кои што буквално се лишуваат од банкарски услуги сите крипто субјекти во Америка. Значи, кога ќе го укине ова на самиот прв ден, очекувате дека ќе има голем наплив на капитал во крипто, значи не е тоа дали ни се допаѓа нас или не, така моментално изгледаат стварите во однос на оно што го очекуваме. Да видиме што потенцијално би било кога ова би се случило, значи ова е се уште
вест која што е шпекулативна додека не ја добиеме. Значи на 20 јануари ќе видиме што ќе се случува. Ако дојде ваква вест, ја верувам дека нема ни да има време за дамп, нема ни да има време за buy the rumor, sell the news. Ваква вест може да направи буквално цунами во крипто светот. Вие не заборавајте дека ова досега е нешто невидено во светот. Значи ние живееме во прва ваква ситуација каде што председател на најголемата економија во светот апсолутно, значи 100% се залага за така речено креирање на што поповолна и атмосфера и регулатива за крипто светот. Значи овде ќе имате еден куп последователни акции како релистинг на еден куп коини, како крај на многу од моменталните тужби кои што се против големи крипто субјекти. Значи имате огромни, како да кажам, следствени чекори кои што ќе следат на вакво председателство кое што е прокрипто. И затоа велам, значи допрва ќе видиме ние позитивни денови во крипто светот, едноставно кога знаете што очекувате и се тоа е ветено, дури и дел од тоа да се исполни, вие имате крајно позитивна да речам атмосфера за развој на крипто и раст на цени. Нема поента сега да продадете и затоа јас велам, ја не можам да ви кажам што да правите, ова не е финансиски совет. Јас ви кажам зашто јас не продавам, зашто јас и понатаму инвестирам на овој пазар. И сега, кои се, значи 10 јануари официјално е чисто да ви кажам зошто се случува се тоа и зошто Трамп бутка толку многу кон крипто. Значи, замислете, на најбогатата земја во светот, крипто секторот успеа да биде доминантна улога во изборот на председателот на оваа земја. Значи, тоа треба да ви каже се што треба да знаете за тоа колку моментално нашата сфера почнува да станува доминантен елемент во оваа економија и во светот. Значи, ние, нашата сфера, овие инвеститори како кои са ние, зашто мако звучи кога Арсенал го тепал, не знам, Манчестер и сега ние од Арсенал, не, добро, не јас нормално, зборам генерално целата сфера, значи кога целата сфера успеала толку многу да има влијание, што успеала да избере нов председател на најголемата економија во светот. Мислам, тоа треба да ви кажува колку само голем капитал веќе има во оваа сфера. Следно, вели вака, кои се моментално најголемите компании кои што плаќаат, ова е практично донација, за инаугурацијата на Трамп. Значи не е ова случајно, ова е значи ако јас побарам некој да ми плати милион, тоа ќе биде подкуп, тоа ќе биде веднаш осудено, затвор и така натаму. Ама ако Трамп побара да донираат во неговата инаугурација, тогаш тоа е само поклонче, така. Значи дошол на лекар, што викаат кај нас, на лекар дошол со чивас, ме разбирате, да? Дошол со Джек Даниелс, така, значи не се оди на лекар со празни раце, тоа македонската логика, не е само у Македонија изгледа. 5 милиони долари донира Ripple за инаугурацијата на Трамп. Сигурно ништо, така, 5 милиони, па ти шо се 5 милиони? Што кај Бред Гарлика останале у джеп тоа, у зимските тренерки што се зезаме кај нас на канал. Robinhood 2 милиони. Една од најголемите, не забравите, ова не е само крипто, ова е и традиционална менувачница, но има и голем дел од крипто коините на истата за тркување. Coinbase 1 милион, криптоменувачница, Circle 1 милион, втор по големина stablecoin issuer во Мурика и во светот, Kraken 1 милион, една од најголемите менувачници и, верувале или не, Ondo 1 милион, еден од помалите проекти, сигурно ништо, сигурно само така тоа случајно, и MoonPay, кој што ќе позборувам малку подоцна, значи ова е посебен тип на организација која што занимава со користење на практично крипто за плаќање и така речено и за купување крипто, како они офрамп на крипто. Сега, тоа е во однос на инаугурацијата, значи не е сигурно случајно се тоа, со тоа што погледнете, само еден ден порано, дури испадна и повторна шпекулација дека не само биткоин резерва којато се очекува наскоро, туку се очекува дека ќе има и алткоин резерви од посебен тип на коини кои што се да речам со поголем маркет кап и кои што се утврдени во криптосферата. Повторно, не заборавајте, ова е шпекулација, но ваквите шпекулации ги движат цените. Затоа веле и добивте толку голем памп на Solana и XRP, кои што се сметаат за потенцијално најдобри кандидати за да бидат потенцијално дел од една нова така наречена America's First altcoin резерва. Сега altcoin стратешка резерва, тоа е пак само идеја, дали такво нешто ќе случи останува да видиме, но истото го велеа и за Ethereum, дека нема да има spot ETF, само толку ќе ви кажам. Сега останува да видиме како се до тоа ќе се движи, но овдека не се спомињаат само Sol и XRP, Solana, XRP, HBAR, дури и USDC. Тоа се четирите коини за кои што се разговара дека потенцијално
може да имаат во блиска или малку подалечна иднина значи стратешка резерва во Мурика. Тоа би било крајно позитивно за ваквите коини, да бидеме јасни. Но само сакам да го спомнам, значи на крајот денот, нели, да бидеме јасни, не е ништо заклучено, не е ништо финализирано. Ова е само идеја. Да, и моментално можеме да видиме дека ваквата позитивна, да речам, атмосфера на пазарот, во последните 2 дена гледаме дека имаме огромен прилив од 755 и 626 милиони долари, или заедно тоа е оприлика, како што може да видите, вие 755 би ги ставиле вака сето тоа што било продавано во последниве неколку денови, може да го покриете со ова и ова е веќе плюс. Не заборавајте дека пред само една недела имаше 908 и 978 милиони долари инвестирани во биткоин. Значи, кога ќе го погледнете ова на крај, ви покажува дека навистина имаме многу поголем прилив од одлив, така да екипа од традиционални финансии нема појма што зборува, кога зборува за некаков си bear market. Значи, еве колку е bear market, еден ден подоцна се враќаме во buying spree. Вчерашниот ден биле купени 166 милиони вреден етериум, така да сигурно ова bear market почнува, како и да е. Продолжуваме понатаму, нели, секој се одлучува за себе си, јас на крајот од денот, нели, никого не го терам да продаде или да купи. Јас ви кажувам што јас правам на пазарот. Ова до сите оние кои што кажуваат дека наводно јас сум ги зезнал луѓето, не продале на време. Еве, изгледа немало потреба да продадат, но повторно не заборавајте, на крајот од денот никој никогаш не ве спречува да земете профит. Тоа е многу битна работа, што јас постојано зборувам. Ако некој од вас се сомнева во пазарот, ако некој од вас мисли дека треба да излезе, никој не ве забранува, никој не ви кажува што да правите, секој од вас мора да одлучи сам за себе си. Исто како што јас сум одговорен за моето портфолио, така секој од вас е одговорен за вашето портфолио. Никој не може да ве држи за раче и да ви каже што да правите и кога да правите. Може да ви даде совет, може да ви даде мислење, на крајот од денот секој мора да одлучува сам за себе си. Така да, уште една, значи, вакви обвинувања мене ми се смешни, кога ќе дојдат директно до мене, тоа е, знаете како, сега некој ви дал знаење, ви припремил информации, сето тоа ви го иджвакал на македонски, ви го сервирал, ви кажува што прави на пазарот и 99,9% е во право за сето оно што го правил досега и сега вие му велите, ама корекција имаше на пазарот. Па дечки, корекција има на пазарот сега и понатаму и тоа ќе биде нормална појава и ние постојано зборуваме дека паничење при секоја корекција е само губење нерви, губење време. Значи, пак ќе ви кажам, за жал, на крајот од денот не заборавајте дека никој не може да ве држи за раче и да ви кажува што да правите, секој мора да го сноси својот ризик. Втора битна работа е тоа што не смеете да инвестирате повеќе од она што сте спремни да изгубите. Така да на крајот од денот бидете спремни ова што сте го инвестирале да го изгубите. Ви кажувам отворено. Така стојат работите, без разлика дали инвестирате во акции или во крипто, ризикот е поголем, да, во крипто, но и шансите да добиете многу поголем профит се 10-кратно поголеми. Така да на крајот од денот инвестирајте само она што сте спремни да го изгубите. И не очекувате дека некој ќе ви каже точно и што кога да правите. Тоа мора сами да го утврдите. Сега, следна битна работа е Гоце, да го поздравиме. Значи Гоце инсистираше ова мора да биде на почетокот на вестите. Добро, Гоце, еве го на почетокот е. Значи прво, ние не сме направиле соодветно истражување. Ова е проект кој што е развиен на Base. Тоа е нормално Layer 2-ката која што е функционално на Optimism, OP-Stack, а во исто време е Layer 2 која што ја користи Coinbase. На ваквата Layer 2 моментално е направен Morpho Labs, тоа е посебен тип на проект кој што ви дозволува биткоин и некои други алткоини да ги користите како колатерал за да можете да земете практично кредит. Ова е lending and borrowing платформа, каде што вие практично го ставате вашиот биткоин и некои други алткоини за кои што ќе покажам малку подоцна како колатерал, а добивате USDC, нели во некоја помала нормално помал сразмер, кој што го користите и потоа нормално кога ќе го вратите во истата таа количина ги добивате практично вашите биткоини назад. Со тоа што значи мораме да разбереме дека ова иако е организирано од Coinbase и Base, на крајот од денот главните пулови кои што го возможуваат ова се нормално двата најголеми протоколи за lending and borrowing, тоа се Aave и Compound. Така да ова се коините кои што може да ги позајмите. Значи еве како прилика изгледа, имаме DAI, што е исто така stablecoin, Staked Ethereum, искрено немам појма што е, значи не можам да ги следам, веќе еден куп ги има, Wrap Bitcoin, Wrap ETH. Значи ова се основните коини кои што може да ги користите
за lending and borrowing на Morpho. Дополнително битна работа која што треба да ја напоменеме со оваа вест која што доаѓа од 16 јануари од вчера е дека во цела Мурика, со исклучок на Њу Јорк, кој што има нели на некој начин свој посебен орган кој што одлучува за било каков тип на финансиски услуги, во цела муриканска територија може да го користите Morpho Labs на Base за да правите lending and borrowing на практично овие алткоини и биткоин кои што ги спомнавме, со цел да практично добиете USDC како нели заем. Сега, следни вести доаѓаат од XRP кои што се доста битни. Значи првата и најбитна е дека и понатаму продолжуваат џукелите од SEC со ова, како да ви кажам, смешна тужба. Значи ефективно на уствари пред да продолжиме до XRP, да, случување исто така со SEC и со Coinbase. Знаете и сами дека Coinbase исто така е во судска битка со SEC, каде што моментално, верувале или не, значи по не знам кој пат, суди, ова е сега веќе совет од 3 суди кои што одлучуваат по жалба, тоа е судски совет, вели дека работата на SEC е арбитражна и каприциозна, значи дека стварно не знаат што прават. И пазете сега, вели, со наредба, значи ова е сега веќе нема тука бегање, значи судот им наредува да образложат зошто не дале образложение. Не само на Coinbase, ако се сеќавате, Coinbase направи групација од повеќе криптоентитети во Америка, кои што беа огромни, кои што бара со така речено, они направија така речено анкета, значи каде што збирно сите овие ентитети после оваа анкета се сложија дека заедно треба да побараат од SEC да каже кои се критериумите по кои што они може да утврдат што е, а што не е хартија од вредност од валутите кои што се излистани на нивните менувачници. Со тоа што, значи, во ова поднесување, замислете, каде што вие од орган кој што треба да ви даде насоки, да знаете како да работите, значи органот вас не само што не ви одговорил, туку ве тужи. Значи, вие барате образложение, а SEC ви враќа Wells Notice. Тоа е практично опомена пред тужба, каде што бараат од вас образложение, да се објасните зошто не треба да бидете тужен, вие не знаете ни за што сте тужен и добивате тужба, точка на муабетот, со тоа што сега моментално, значи практично судов бара од SEC да се образложи. Зошто не сте дале инструкции каде што јасно ви било барано, а да не заборавиме, една од главните работи на SEC е токму тоа, да даде инструкции за тоа како треба да биде применувано правото кое што моментално постои, каде што не постојат соодветни јасни инструкции. Ева, не може да работа. Пичката Гери Гангстер ќе мора да си оди за 3 дена, така да ќе остане ова наследната гарнитура, би рекле, да треба да одговори. Сега, добро е тоа што следната гарнитура, како што кажавме ние самите, или следниот веќе ветен човек или како сакате професионалец кој што треба да биде одговорен за SEC, да биде неговиот канцелар, значи активно ќе работи на тоа буквално да ги сврти обратно сите овие досегашни работи кои што ги правеа Гери Гангстер и Гериатрија Џо. Така да се надеваме дека сето ова ќе се движи во позитивен правец и нормално новата администрација ќе ги заврши сите овие случаи. Затоа и Coinbase плаќа 1 милион, Kraken кој што исто така е во судски случај плаќа 1 милион, XRP 5 милиони и така натаму, значи поголемите од овие така крипто институции се во судски случај со SEC. Значи тоа е една од главната причина зашто плаќаат. Со тоа што сега доаѓаме до XRP, значи замислете колку се ретардирани, само 5 дена пред да си оди, значи Гери Гангстер, не заборавајте, претходната администрација, Джей Клейтон, поднесува тужба против XRP на последниот ден пред да си оди. Замислете, тоа беше пред цели 3 години и повеќе, 4. И сега исто ова ѓубре си оди и наместо да го заврши ова, он поднесува активна жалба за претходните одлуки кои што ги донесе судиката Анализа Торес. Какво суштество е? Значи Гаргамел, немам зборови. И сега, значи немам зборови стварно. Значи бара одново да се одлучува за сите досега веќе донесени одлуки на првостепениот суд на второстепен суд. Ова е само да се одложи колку што може повеќе. Ова е катастрофално. Немам зборови. Со тоа што ја поднесува тужбата, се извинувам, жалбата, сега овдека Стюарт Алдероти е CLO,
Chief Legal Officer на Ripple, кој што моментално вели вака, и тоа многу јасно вели. Значи, вика, како што очекувавме дека SEC вика и понатаму бара, нели, да се практично одново одлучува на сето оно што веќе е донесено како одлука, со тоа што вели. Сега пазете одека што вели. Сигурно нешто знае, така. Вика, има голема шанса, вика, дека оваа жалба, вика, ќе биде практично напуштена од страна на следната администрација и нормално, вика, ние ќе одговориме, но не заборавајте дека SEC тужбата е само бука во позадина. Значи, замислете, овој го кажува Chief Legal Officer за најголемиот ентитет кој што работи со хартија од вредност во Мурика, сигурно ништо, така. И вели, не заборавајте дека ера на проиновација доаѓа, а Ripple е во најдобра можна ситуација. Не заборавајте, Ripple се уби од фрлање пари. Пред тоа фрлија околу 15 милиони долари во кампањата на страната на Харис, сега фрлаат 5 милиони за инаугурација, не знам колку пред тоа, веќе се сликаа во Маралаго. Сигурно нешто има што нели ние не го знаеме, да бидеме јасни. Значи, очигледно е дека не само они, туку многу други тужби ќе паднат во вода, вклучувајќи го Coinbase, вклучувајќи го Uniswap, вклучувајќи го MetaMask и така натаму. Значи, Гери Гангстер слушнав дека веќе отишол на пробна работа во Макдоналдс, да се надеваме дека ќе биде примен, да се надеваме дека конечно си го најде собственото место. Значи, верувам дека пржени кромпирчиња ќе му оди очигледно повеќе од тоа што го работеше во SEC на крајот од денот. Го ставам како идеја. Значи, многу луѓето велат, абе нема шанси, нели, да, во ред, јас не очекувам од XRP да достигне, не знам, $200, да бидеме јасни, че тоа е скоро невозможно со маркет капот кој што моментално го има, да бидеме јасни. Но тоа не го менува фактот дека и понатаму, ако се ќавате, една од основните причини поради кои што постои XRP и нивната прва иницијална идеја била замена и обнова на технологијата на Swift. Сега, зошто е ова толку битно? Ако се сеќавате, пат и се одлучи да се посвети многу повеќе на CBDC платформата, да се посвети многу повеќе на меѓудржавни, меѓугранични плаќања и користење на XRP како pool of liquidity. Со тоа што без разлика на се, значи овдека на некој начин е практично образложено како би изгледала цената на XRP во случај на вистина да биде земен, барем за дел од така речено трансакциите кои што се процесираат во Swift и колку голем треба да му биде неговиот да речем маркет кап во однос на тоа, нели, како би изгледало кога би почнал да работи на оваа проблематика, да биде ликвидност за трансакциите на Swift. Вели вака. Значи Swift на дневно ниво трансактира некаде околу 5 трилиони долари. Така, значи 1,25 квадрилион долари или кватрилион, не знам ни како ќе биде на македонски, на годишно ниво. Со тоа што велим. Значи, нема да навлегуваме сега во тоа колку е добар, како е добар, значи овдека само крајно математички пресметано што потенцијално би се очекувало доколку XRP на вистина биде земен на институционално ниво. А јас верувам дека ќе биде земен. И ќе ви покажам зошто. Следната вест е токму тоа. Значи, гледаме дека банките веќе почнуваат да имаат целосна доверба во овој проект. Со тоа што ова не е од сега. SBI, тоа е најголемиот гигант банка во Јапонија, користи XRP веќе 3 години наназад. Значи, поголемиот дел од банките во Јапонија имаат иницијатива дека треба да се користи XRP за меѓусебни плаќања помеѓу банките. Затоа што е крајно ефтин, затоа што немате потреба од оние големи, да речем, корпоративни, трансактивни институции кои што ги прават овие трансакции помеѓу големите финансиски магнати. На крајот од денот XRP ова го прави без никаков дополнителен трошок, брзо, едноставно, 24/7/365 во годината денови. Сега, значи погледнете како прилика би изгледало тоа. Вели, доколку XRP го замени Swift во ова процесирање на трансакции, дури и да земе само 5 до 10% од вкупната количина на Swift трансакции на годишно ниво, тоа би значило дека неговиот маркет кап би бил негде околу 125 трилиони долари. Значи тоа е масивен скок, зборуваме се, разбираме. Вели, само да видиме како прилика би изгледало. Значи, доколку маркет капот му стигне само до 10 трилиони долари,
Истиот би имал очигледно цена од околу $100. Сега нема да наргуваме ова, значи ова е премногу, да биеме јасни. Значи нема сега ние да шпекулираме дека ова сигурно ќе се случи или дека ова е во блиска иднина. Само сакам да ви кажам дека ваков тип на технологија, доколку биде превземена, а видовме дека може, зошто? Значи Swift моментално го користи Chainlink како Oracle за CCIP протоколот за комуникација помеѓу се што е крипто и се што е традиционални финансии. Ако Swift може да го користи Chainlink, тогаш зошто Swift не би можел да го користи XRP за ваков тип на, да речем, транзактирање на помеѓу овие 11.000 финансиски институции кои што се дел од Swift. Така, втора битна работа, да не забораваме дека XRP исто така е дел од ISO 20022, тоа е новиот стандард кој што од ноември 2025 година треба целосно да го замени Swift. XRP е дел од телото кое што ги одредува правилата и стандардните по кои што ќе функционира ISO 20022. Сигурно не е за џабето. Така, вели, значи, апсолутно зборуваме, ако треба да превземе се што работи Swift, се очекува дека според тоа, нели, колку би бил, така речено, неговиот market cap е негде, значи, целосно кога би го превзел би било околу 125 трилиони или околу $1000 по XRP. Пак сега зборуваме некоја магична иднина негде многу далеку, но не заборавајте дека и цената на Ethereum беше $20, сега цената на Ethereum е $4000, така да во иднина не ги исклучувајте овие можности, XRP на вистина почнува да станува голем. Дали ви се допаѓа тоа или не е битно. На крајот од денот ова не се тимови, јас постојано изборувам. Ова не е фудбал. Ние не навиваме за овие проекти, ние правиме пари од овие проекти. Треба да ги гледате како кошница за пари. Која кошница носи повеќе пари, во таа кошница инвестирате. Точка. На крајот од денот овдека сме за бизнис. Че ова не е фудбалски напревар. Нема пехари, нема радост, освен радоста од профит, се разбираме. Значи нема да има шампион на крајот од сезоната кој што успеал да го освои пехарот. Не. Секој од овие е успешен, зависи колку, толку ќе се одрази на вашето портфолио. Со тоа што вели, пазете го ова. Едно од најновите вести, 9 јануари, официјално, Bank of America користи XRP за сите внатрешни трансакции. 100%. Сите. Зошто? Bank of America е топ 5 банки во светот. Зошто? Од друга страна, ајде се некој ќе рече, ама ова некој вестниче таму е. Добро, ајде, ако е така, нема проблем. Fox News, една од најголемите телевизии во Мурика и нормално една од најголемите поддржувачи на Трамп. Слушнете што има да каже, ова е CEO на MoonPay. Оние голема корпорација која што плаќа моментално 1 милион за инаугурацијата на Трамп на почетокот на нашето видео. Слушнете што има да каже CEO на MoonPay. Another one you like is Ripple. You said it is the coin to be looking at right now. Absolutely. Why? Okay, so Ripple actually was the second largest. You said it is the coin to be looked. The SEC's investigation of them. They did this really weird lawsuit against them. Largest coin prior to the track that everything's going to be running on in the future. So they created their own stable coin right now. And basically the Ripple's going to be, like I said, they were doing 100% of their internal transactions. They've got 83 different now. Okay. And Bank of America. And there's some incredible stuff that's going to be coming out. So. They sit. Сега нема да нарugуваме премногу натаму, она што кажа дечко, крајно едноставно. Вели, XRP е моментално токенот кој што треба да посветите внимание. Вика, XRP беше втор по големина пред SEC да оствари, така речено, тужба против XRP. Значи не заборавајте 4 години супресија на цена. 4 години, ние се убивме од зборување за ова. Дека 4 години се врши супресија вештачка на цената на XRP. Покрај тоа, Ripple и понатаму успеа да продре и во Европа и низ целиот свет и сега се враќа повторно во најголемиот финансиски хаб во светот, тоа е Мурик. Вели, внатрешните трансакции на Bank of America 100% се на XRP. Вели, XRP е системот врз кој што се ќе функционира во иднина. Сега, добро, малку е преувеличување ова, да бидеме реални. Значи, XRP не е смарт контракт, XRP е digital currency. Значи дека он предпоставувам, оно што сакаше да каже е дека дигитално XRP ќе биде еден од оние коини кои што поголем дел од трансакциите потенцијално во светот би можеле да бидат имплементирани на истиот. Затоа што од институционална адаптација XRP е на апсолутниот врв. Не, ова не е децентрализиран проект, ова не е проект како на Cardano, каде што имате крајна децентрализација, ова е многу централизиран проект. Тоа не го менува фактот дека многу профитабилен проект за вас. Во исто време, Band Protocol е така речено еден од поновите Oracles кои што се појавија на пазарот.
официјално склучуваат договор со XRP Ledger, каде што Band протокол ќе биде официјално, само да гледам каде стои како објаснување, ќе биде првиот и директно, така речено, најголем моментално Oracle на XRP Ledger мрежата. Што значи дека ова ќе биде официјалниот Oracle на XRP Ledger. Значи, очигледно си прават и свој Oracle, како што Ethereum го има нормално Chainlink, како што Solana го има се блокирав моментално. Како што Solana го има тиева матер. Затоа што сакам да ви го кажам, значи еве како функционира on-demand liquidity на Ripple. Затоа на Ripple моментално не му треба Swift. Он функционира веќе како Swift. Со тоа што Tranglo е една од оние локални институции кои што моментално има лиценца за трансфер на пари во Сингапур. Ripple има мрежа од вакви локални институции како Tranglo низ целиот свет, меѓу кои беа и MoneyGram, верувале или не. MoneyGram почна да работи со Stellar во моментот кога беше тужен Ripple, иначе MoneyGram пред тоа работеше со Ripple на on-demand liquidity и меѓугранични трансфери на пари. Со тоа што Tranglo и илјадници други вакви компании соработуваат со Ripple низ целиот свет. Работата на овие компании е да имаат локална лиценца за трансфер на пари, а Ripple е тој кој што моментално им го овозможува користењето на Ripple liquidity пуловите, со тоа што во оваа ситуација Tranglo на локално ниво е она компанија која што гарантира трансферот да биде примен, трансфериран во локалната валута и доставен до оној кој што моментално ги користи услугите на Tranglo за меѓугранични плаќања. Така да на тој начин функционира Ripple, каде што не му е потребен во оваа ситуација Swift. Сега, нема да надугуваме премногу, ова сме го објаснували 1000 пати, може да погледнете видеа за XRP кои што се во плейлистата за анализа на коини и токени, нормално. Следните вести ни доаѓаат од Cardano, каде што во текот на целата оваа ситуација, очигледно Cardano се обидува да го искористи максимално. Cardano е во преговори со Ripple. Зошто? За интегрирање на RLUSD на Cardano екосистемот. Со тоа што на овој начин знаеме дека RLUSD моментално матично ќе биде пуштен на XRP Ledgerот и на Ethereum Ledgerот, со ова ќе биде пуштен и на Cardano Ledgerot. Зошто е ова проблем? Затоа што Cardano има така речено shortage, значи нема доволно стейблкоини. USDC не е достапен на Cardano. Cardano моментално има негови, како што е Jet и Shen, или пак во оваа ситуација би го рекол USDT, но генерално други стейблкоини горе-доле и да нема. Така да тоа е еден од негативните, да речам, аспекти на Cardano екосистемот, со тоа што во оваа ситуација RLUSD и неговото влегување матично и на Cardano ќе биде многу позитивна ствар за Cardano, како и за самиот Ripple. Пак ќе кажам, Cardano и Ripple се две најголеми позиции кои што ние ги имаме на пазарот. Јас верувам многу во овие проекти. Меѓусебно соработка помеѓу овие проекти мене ми се допаѓа многу, така да се надевам дека само ќе продолжи понатаму. Ова е многу добра вест за двата проекти. Venture Hub. Значи, ако се сеќавате, Cardano имаше своја академија, каде што се изучуваше Plutus јазикот, значи на крајот од 2021 година, bull маркетот, они има смарт контракт компатабилност, но што нема? Нема програмери, затоа што има нов јазик, тоа е Plutus јазикот, така да беа потребни 4 години за овие, да речам, нови програмери да бидат истренирани во академијата. Зборуваме неколку генерации од десетици програмери беа истренирани, за да можат да почнат да работат на самиот Cardano блокчейн и креираат DApps, децентрализирани апликации. Со тоа што следниот чекор е Venture Hub. Идејата е, после креирањето на ова, да речам, академија, следно е што? Да имаме посебен тип на хаб, кој што ќе помага во бизниси кои што сакаат да преидат од Web 2 во Web 3, или пак бизниси кои што функционираат на Web 2, а имаат потреба да интегрираат блокчейн технологија за своите клиенти. Идејата не е овдека да имаме како што е, например, Launchpad, не, значи ова не се нови проекти. Ова се постоечки проекти кои што имаат потреба од униформиран блокчейн кој што може да им даде конкретни солуции на тоа што моментално го работат и или за пренос на целата технологија на блокчейн, во оваа ситуација на Cardano, или пак користење на блокчейн услуги во склоп на Web 2, да речам, униформираниот бизнис кој што го имаат. Дополнително што овдека треба да знаеме е дека 5 тимови се ангажирани во овој посебен Venture Hub,
кои што ќе имаат за цел директно да им помагаат со работка со било која од овие компании кои што би сакала да така речено работи на овој проект. Така да ова ќе биде интересно, останува да видиме се што помага да речам во дополнително носење на апликации од традиционалните финансии или пак пренос целосен на ваквата апликација на Web3 на Cardano би било одлично за самиот екосистем. Крајно нова интересна информација за Cardano. Следна интересна вест која што имаме доаѓа од HBAR. HBAR моментално е избран од неколку големи филипински банки, меѓу кои и најголемата, како што успеав овдека да видам, а тоа се Union Bank. Тоа е најголемата банка која што ја води оваа иницијатива. Иначе овдека се и Rizal комерцијална банка, Cantilan банка, Rural Bank of Guinobatan и така натаму. Ова се неколку банки кои што моментално иницираат креирање на PHPX стейблкоинот. Тоа ќе биде стейблкоин поврзан со филипинскиот пезос и идејата е ваквиот стейблкоин да биде користен не само во Филипините, туку и надвор од Филипините за меѓугранични плаќања. Се очекува дека стейблкоинот ќе биде лансиран мај-јули, негде во период на летото очигледно, а истиот, како што веќе кажавме, ќе биде целосно интегриран и ќе постои на Hedera блокчейнот. Така да очигледно гледаме се повеќе и повеќе користење на Hedera од страна на институции. Банките во оваа ситуација се нормално институции. Така да многу позитивно за Hedera нормално. Сега овдека би сакал само на кратко да ви покажам, значи во однос на последниот апдейт 9 јануари 2025 година на Grayscale, кои се моментално следните фондови кои што потенцијално може да се приклучат на портфолиото на Grayscale. Знаете, сами Grayscale представува приватна институција која што, така речено на свој ризик, формира приватни фондови од алткоини со цел да даде шанса на институциите да може да инвестираат во овие алткоини. Меѓу кои ова се следните кои што потенцијално би добиле свое портфолио на Grayscale, каде што ќе можат институциите да купуваат вакви алткоини. Зошто е ова толку битно? Затоа што ако они отворат вакво портфолио, каде што да речем било која банка или голема корпорација може да купи, еве пример Каспа, значи тоа значи дека Grayscale во противвредност на акциите кои што ги дава на оваа корпорација која што купила Каспа, мора да држи во иста толку голема количина Каспа. Што значи дека ефективно Grayscale мора да купи и да тргне одредена количина од овој коин од пазарот. Автоматски прави цената на овие коини да порасне. Дополнително не заборавајте дека креирање на овие фондови дополнително прави цената да порасне, затоа што доаѓаме во ситуација каде што ова се првите чекори на институционална адаптација. Не заборавајте, Grayscale беше првиот кој што имаше Bitcoin ETF и првиот кој што имаше Ethereum ETF, кои што потоа нели беа претворени во спот или кои што беа легализирани, но генерално самите по себе они имаа своји фондови. Каспа, Aptos, Arbitrum, Celestia, Hedera, Mental, Sei, Sonic, Starknet, Toncoin, Tron, Aerodrome Finance, Binance Coin, Ethena, Hyperliquid, Injective Protocol, Jupiter, Ondo Finance, Pendle, Torchain, A16Z, не знам, ова треба да го провериме стварно, Dogecoin, Immutable X, Virtuous Protocol, треба ова да го видиме, гледам дека е доста популарно моментално, Akash Network, ASI, Arviv, Eigenlayer, Flock.io, Grass, Hyperbolic, Jito, Prime Intellect, PIT, Sentient, Space and Time, Story Protocol, WorldCoin. Повторно, не заборавајте, не значи дека ќе имаат, ова се само моментално коини кои што се земени под истражување за потенцијално да добијат свој фонд во Grayscale. Но е крајно позитивно. Сега, следна битна работа. Значи, гледам доста има паника околу отклучувањето на Ondo. Да, реално е нешто што мораме да го земеме предвид. Значи, јас видеото го правам околу 3 часот, тоа се 9 часот од сега, тоа е негде 12 часот вече, значи на полноќ ќе има отклучување на голема количина на Ondo. Погледнете, и тоа зборуваме за дуплирање на неговиот supply од 1,4 на практично 3,4. Значи, практично нешто повеќе од дупло моментално можеме да видиме, или овде како отидете на Tokenomist ви кажува точно колку, значи 134% дуплирање на неговата моментална позиција на коин. Да, реално ова треба да направи дамп на пазарот, да бидеме реални, да. Но битно е дека ваквиот дамп може да биде
многу зголемен ако продаваат луѓето кои што ги добијат овие токени. Кој ги добија овие токени? Значи, гледаме дека претходно биле ослободени токени само за Ecosystem Growth и Community, значи ова се така речено токени кои што се инициирани и кои што не се продаваат, ова не е еден човек кој што ги поседува, туку се направени за да го инсентивизираат екосистемот, самата заедница. Што имаме овдека? Значи, се очекува дека ќе имаме 322 милиарди од private sales, кои што ќе добијат, и Protocol Development 825 милиони, 825 милиони, така. Значи, ова реално се приватни луѓе кои што ги добијат овие токени и може да направат дамп на пазарот, да бидеме реални. Но, еве веднаш ви кажувам, јас не ги чепкам. Затоа што многу лесно овој дамп на пазарот може да биде искористен за да направи памп на пазарот. Каде што луѓето кои што продаваат, ќе искористат одредени луѓе кои што знаат за оваа информација да купат. Дали ќе има корекција или не на ондо останува да видиме, јас лично ви кажувам, јас нема да ризикувам да продавам, да се надевам дека цената ќе падне па да купам, посебно со оглед на фактот дека корекцијата на ондо генерално е завршена, ако јас се прашувам. Значи истата достигна прва мета, гледаме дека моментално се врати на претходниот така речено врв, гледаме дека е на bull market support band-от, на средните вредности на market cipher, генерално прилика оваа корекција горе-доле е завршена. Гледаме дека веќе имаше дамп кој што очигледно го купиле, така, што значи дека има интерес за овој коин. И затоа нема да си играм. Сега пак ќе останува на вас. Ризикот секогаш постои дека ќе имаме солидна корекција на пазарот. Јас и да имаме солидна корекција на пазарот може само да докупам. Јас сигурно нема да ги продавам моите позиции на ондо. Затоа што моите позиции на ондо се солидни, на добра цена и не се брзам нигде, ќе си почекам, не ми е проблем, знам дека пред нас е bull market. Така да на вас останува, ако сакате да ризикувате, ја би ви препорачал да го следите ондо во текот на целиот ден. На вас останува што ќе правите понатаму. Следно ни е Link. Значи Link, како и секогаш, значи дешките рушат, немам зборови, браво за Link. Значи Link е една од најдобрите позиции на нашето портфолио. Standard.io е уствари компанија која што стои позади USDS. Тоа е USDS стейблкоинот на Aptos. Само да им дали беше на Aptos, не на Arbitrum, се извинувам, на Arbitrum, да. Значи USDS е стейблкоин кој што е матичен за Arbitrum блокчейнот, кој што е Layer 2 на Ethereum нормално. И моментално оваа компанија одлучува да го користи Chainlink не само за CCIP протоколот, туку и за посебен тип на протокол, така наречен Chainlink Automation. Значи, сега нема да налогуваме премногу, нас тоа многу не ни е битно, но самиот механизам на минтање и горење на овие токени во однос на влез и излез на капитал од USDS Treasury ќе биде направен преку Chainlink Automation, значи Chainlink се апсолутни лидери во оваа технологија, зборуваме нема каде ги нема кој не ги користи, значи Chainlink изгазија, само толку можам да кажам. Следно, BT Guru е компанија од Турција, која што моментално преку Chainlink, истата ситуација, како компанија ќе го користи Chainlink за токенизација, со тоа што нормално не само CCIP, туку и Proof of Reserves и Data Services, тоа се трите услуги кои што Chainlink моментално ги нуди за ваков тип на, да речем, бизнис, каде што BT Guru ќе понуди на било која компанија која што сака да може да ги токенизира своите акции преку технологијата на Chainlink, а матична компанија која што ќе биде задолжена нормално за овие да ги минта и да ги гори во однос тоа како нели се произведуваат и враќаат назад, акциите ќе биде BT Guru практично компанијата во Турција. Така да е крајно позитивно, значи вие практично имате користење на Chainlink директно за да прво да не може да има некаква измама, нормално преку CCIP и преку Proof of Reserves, вие автоматски значи имате точен преглед на тоа колку акции има, кој ги поседува, што прави со нив, значи тоа е одлично, знаете и сами, зборуваме за trustless технологија, каде што во оваа ситуација значи вие имате прв ентитет кој што прави дигитална токенизација на акции на приватни компании. Тоа е одлична идеја и се надевам дека ќе му успее за нас да ни успее да ни порасне Link токенот во цена. Нормално. Следна интересна вест доаѓа од Fetch Eye. Тоа е Асија алијансата која што сега ова е многу битно. 10 милиони долари спремаат фонд за развој на Кај си има? не се дери крки. Ще снимам. Ајде. Нема врска влегу. Премногу работа не сме стигнале да го обработиме. Веќе на кратко кажав, значи мене ме праша Криптофил на последниот наш подкаст,
што се AI агенти, јас објаснив таму детално да не наругуваме премногу. Значи тоа е како што можеме да видиме моментално следната категорија која што експлодира. Погледнете. Значи ова е на 7 јануари направен така речено на Ocean Protocol на нивната заедница, гласење во кое што сакаат да дознаат од своите членови или своите инвеститори, оние кои што поседуваат FET, претходно Ocean токени, за тоа која е најпопуларната моментално тема во крипто. Гледате сами дека е AI агенти. За разлика од претходните циклуси, овдека видовме многу повеќе групи кои што се појавија. Во претходните циклуси најчесто имаше една нова категорија. Сега веќе имавме децентрализирана физичка инфраструктура, real world asset токенизација, interoperability и еве моментално се појавија AI агенти. Идејата е дека, како што кажавме, секоја од овие категории си има свое време под сонцето. Па така и моментално гледаме дека најпопуларна категорија е AI агенти и затоа ќе треба наскоро да направиме соодветно видео. Торо не мора толку, значи имаш тука штек, дојди седни. Изгубен, не ми сметаш. Тип, значи ова нема да биде само дадено, него ова ќе биде буквално оние тимови или поединци кои што имаат идеја за градење на ваков тип на технологија од типот на AI агенти, значи погледнете сега колку интересно направено. Значи AI агенти, quantum computing и high performance tech. Било која од овие теми, кои што се пак на некој начин опфатени во AI агентите, во однос тоа што планирате да правите со технологијата. Кај си, бе? Кај си? Луѓе со нели технологијата на Fetch AI и на самиот ASI да може да ги градат овие апликации, значи тоа ќе биде во Сан Франциско, Лондон и Индија. Сега кога и како тоа ќе биде организирано ќе видиме. Идејата е дека значи они директно ќе работат со овие тимови и поединци за развивање на победниците кои што ќе бидат дел од овие 10 милиони акселератор програма. Значи Innovation Lab, еве како изгледа, значи ова е страната и до веста во дескрипција ќе биде оставена како линк за оние кои што потенцијално сакаат да се пријават. Значи ќе можете било кој да се пријавите за ова акселератор програма. Потенцијално ако имате некој проект во Македонија, зошто да не, значи со среќа кешки нека ви се исполни. Така да ова е крајно позитивно и ви покажува колку моментално AI и понатаму продолжува да се развива преку овие нели засебни категории во оваа ситуација AI агенти. Следна вест ни доаѓа од Aptos, а тоа е дека AAV официјално со неговата трета верзија V3 е во тест фаза на Aptos блокчейнот. Значи ова е многу позитивно затоа што вели за прв пат во историјата на AAV, кој што е најголемиот и прв lending and borrowing протокол во целата криптоиндустрија, вели истиот се приклучува на блокчейн кој што е не Ethereum Virtual Machine компатабилен. Односно Aptos самиот по себе има друг тип на блокчейн кој што не е сега барем компатабилен или пак нема своја Ethereum Virtual Machine. И нормално се уште не е достапен, но се очекува наскоро оваа тест фаза да заврши и ефективно AAV да функционира и на Aptos. Значи крајно позитивно за нормално самиот Aptos блокчейн. Следната вест ни доаѓа од Soneum. Значи дечките официјално успеаат да лансираат на 14 јануари. Со тоа што да не заборавиме, Soneum е Layer 2 на Sony. Значи верувам дека наскоро многу игри ќе се наоѓаат на блокчейн. Со тоа што погледнете, значи Sony ваквиот Layer 2 да не заборавиме го гради на Optimism. Значи моментално истиот е на OpenStack и че како да не инвестирате во Optimism. Base е на Optimism, Soneum е на Optimism, значи како да не инвестирате на Optimism. Така, Unichain, Uniswap се префала на Optimism, значи за мене ако прашувате, ова е одлична шанса и понатамо се инвестира во Optimism. Значи ние сме влезени, можеби потенцијално уште нешто ќе инвестираме во него. Исто така да не забораваме дека освен тоа што е изграден на Optimism, истиот е interoperability интегриран на Axelar за интеграција во однос на интероперабилноста со останатите блокчейни. Така да ова е крајно позитивно. Исто така, следната вест ни доаѓа од Algorand, каде што моментално новчаникот на Algorand, така наречен Pera Algo Wallet, мада ова е малку, ако знаете шпански, ова е доста незгодно име да биде дадено, но како и да е, тоа они си знаат сами. Значи Pera Algo Walletот моментално е интегриран со Mastercard. Со тоа што истиот може да се користи, значи може да добиете своја дебитна картичка, доколку имате ваков новчаник со цел да можете да користите вашиот алго за практично да плаќате. Значи еве како изгледа Pera Home,
Pera Home. Повторно смешно е, нема да ги кажам, слободно проверете што е пера на шпански. Значи, идејата е дека моментално овој новчаник, кој што е потенцијално еден од поголемите новчаници на Algorand блокчейнот, може да го искористите за да добиете своја дебитна картичка и да може да користите Algorand за да плаќате било што, било каде. Нормално овде ќе имаме уште некои интересни вести од целиот свет. Значи, ако се сеќавате, ги спомнавме MoonPay два пати денеска, меѓу кои прв пат дека имаат 1 милион, да речам, донација на инаугурацијата на Трамп. Втор пат ги спомнавме кога нивниот CEO зборуваше за Ripple, дека XRP е токенот кој што се користи за интернални трансакции на Bank of America, а ова е трета вест од нив, каде што со 175 милиони ги купиле Helio. Тоа е компанија за процесирање на крипто трансакции. MoonPay е една од поголемите on-off ramp, како што кажавме, да речем, компании во крипто светот. Значи, пак сега, останува да видиме сето ова на крајот од денот, дали ќе видиме како ќе се развива. Значи, MoonPay самата по себе не сум сигурен дали има свој токен, треба да разгледам, но генерално ова е позитивно затоа што знаете како доаѓа до окрупнување на овие големи ентитети кои што потоа имаат доволно моќ, како што може видите и сами, да менуваат председатели, да иницираат позитивни регулативи за крипто и така натаму. Значи, само со окрупнување и обогатување на овие капитални, да речем, институции кои што ќе го носат крипто светот на својот грб, можеме да дојдеме до тоа да бидеме еднакви со не знам, банкарската индустрија, со одбранбената индустрија, со фармацевската индустрија. Само доколку станеме големи, ќе имаме доволно лоби, доволно сила да можеме да продолжиме да растеме. Тоа е реалноста и се надевам дека тоа и ќе се случи сега. Тоа е реалноста во капиталистичкиот свет. Така функционира. Bison Digi, погледнете, ова е многу добра вест. Значи, Мика, знаете и сами дека веќе е во ефект од декември 2024 година, што значи дека автоматски се применуваат правата посебно околу стейблкоините. Со тоа што USDC и EURC се двата стейблкоини кои што моментално на Circle се легални и се користат од ентитети во Европа. 13 јануари Bison представува дигитално представување на Bison банката или Bison банката или како и да е од Португалија. Каде што вели, моментално преку ваквата колаборација и договор кој што го имаат со Circle, значи Bison, како сакате, ќе може да ги користи EURC и USDC за своите клиенти на нивните сметки. Активно, директно користење на стейблкоини за секојдневни трансакции. Значи, зборуваме банка на своите клиенти им дава директен пристап до EURC и USDC секојдневно. Значи, ако ова не е криптоадаптација, не знам што е. Така, на вашата банкарска сметка вие функционирате со USDC. И Bank of England официјално го лансира Digital Pound Lab. Ова е така речено следниот стадиум од пуштање во употреба на дигиталната фунта. Се уште е нормално во sandbox фаза, во тест фаза, но тоа не го менува фактот дека гледаме се повеќе и повеќе сите земји, посебно унапредените економии, се движат кон CBDC во светот. Така да тоа е реалноста. Дали ќе биде Bitcoin или ќе биде Digital Pound, не знам, останува да видиме. Идејата дека и понатаму најголемите економии во светот дебело чекорат кон CBDC. И затоа на крајот од секој вести нормално земаме некоја минута да ви покажеме дека ова не е сон, ова не е далеку, ова се случува секој ден, посебно во најголемите економии. Замислете колку брзо ова ќе стигне до помалите економии, кога ќе напреднат овие CBDC проекти во поголемите економии. Како и секогаш, значи, доколку ви се допадна ова што го работевме, ќе ве замолам да ставите лайк, шер, сабскрайб, комент на нашите содржини, без разлика дали се наоѓаат на YouTube, на Facebook, на Instagram и така натаму, затоа што ни помагаате алгоритмите на сите овие, да речем, социјални мрежи, да го споделуваат, ги миџија, да речем, продуктот, содржината, едукацијата на што повеќе македонци низ светот. Гледате дека бесплатно работи, имаме снимано повеќе од 1400 видеа, единствен начин на реклама сте ни вие. Значи ние немаме реклама, ние не плакаме за реклама, македонците се наша реклама. На крајот од денот сите оние кои што го гледа ова видео, доколку сте почетници, би препорачал на нашиот канал да го погледнете ова видео на самиот врв, кое што ќе ви даде инструкции за тоа што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што имаме премногу видеа, може да биде малку збунувачки. А во дескрипцијата на секој од нашите видеа, значи можете да најдете многу битни информации, меѓу кои прво зашто разговараме во самото видео, значи да знаете во кој редослед да го гледате самото видео. Второ, линк до нашиот Patreon membership,
линк до нашата крипто кооперација, тоа е Facebook страната за крипто артикли. Потоа ги имаме овие две апликации, тоа е Купи ми кафе и блокчейн адресите, кои што ги користиме порни цели. Значи сето ова што гледате овде како платено го користиме со цел да помогнеме на македонците назад во Македонија. Тоа веќе сме го направиле во две добротворни акции. Дополнително овде ги имате нашите социјални мрежи, кои што ќе ви помогнат да следите се што правиме на нашиот канал надвор од видеата и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube, каде што Rutube го користиме за одново аплодирање, едно по едно да ги аплодираме сите 131 видео од нашиот напреден курс за техничка и фундаментална анализа за оние кои што се малку покасно на нашиот канал. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемичи.